утро и добре дојдовте и оваа музичка среда во магазин. 10 часот е вистинско време да започнеме со мојата денешна гостинка Симона Поповска. Со неја зборуваме за најновиот хит со видеозапис Дај ми. Ни го открива тимот со кој што работела, локациите на видеозаписот. Дознаваме повеќе околу ангажманите до крајот на оваа година, како и фестивалските настапи, а ќе се навратиме и на изминатите песни и хитови, па затоа останете со нас. Добро утро, Симона. Добре дојде. Добро утро, добро ве најдов и баш ми е драго и што утро можам да бидам заедно со тебе. Ти благодарам на прекрасната најава и на поканата. И мене ми е драго, секогаш кога ќе дојдеш има за што да зборуваме. Ти си една од најангажираните кај нас пејачки. Колку е тешко да се балансира со музиката и со медицината и со семејните обврски? Успеваш ли да стигнеш на сето тоа и плюс да ти остане време за одмор? Еве лето е, па веројатно треба и да се одмори. За одмор искрено не баш многу, но наоѓам никако да балансирам помеѓу сите тие обврски. Секогаш кажувам дека жртвата е голема, да се посвети, затоа што и медицината е една гранка која што бара многу посветено, се исто така и во денешно време и музиката, затоа што ако не си присутен константно, публиката и ќе те заборави, но некако успевам благодарение на поддршката на целото семејство што имам околу мене и некако се снаоѓам во сето тоа. Да, публиката не може да те заборави, секако те знаеме од одамна по овој стил што го градиш низ годините, но знаеш и да експериментираш со жанрови и на неколку месеци вадиш нови песни. Навистина е за пофалба тоа што работиш константно на твојата кариера. За почеток имам еден мини предизвик. Доврши ја реченицата, па да видиме како би одговорила ти, како би ги довршила конкретно овие. Кога прв пат стапнав на сцена, се чувствував како? Се чувствував искрено волшебно, да ти кажам. Затоа што тоа беше на 6 годишна возраст. И исто време имав и страв, затоа што сцената беше доста висока и мајка ми цело време ме советуваше, значи внимавај кога ќе пее, затоа што имав таква кореографија, песничката се викаше самба и кореографијата беше со чекори нанапред. Секогаш ми викаше внимавај само да не паднеш од сцена. Мајка како мајка, секогаш грижлива. Да. Меѓутоа тоа е она прво чувство кое што никогаш не се заборава и кое што ми се оствари најголемата односно желба и сфатив дека сцената е за мене. Да, браво, имаш убави спомени од тоа време, од детството ги паметиш тие моменти, а кога помина настапот, како се чувствуваше? Дека повторно сакам да настапувам, пак и пак. Да. Се зарази тогаш. Точно. Да имам моќ да отпатувам каде било на светот во овој момент, би избрала? Би избрала, па може би Тајланд. Сакам да го посетам и така. Ерусалим исто. Браво, а иначе да би имала моќ да се вратам може би на нас во времето, тоа би било исто така добро. Да, и тогаш имаш некоја дестинација, може би локација каде што би сакала да отидеш? Локација, дестинација, меѓутоа некои работи би променила ако би можела. Во врска со себе некои животни одлуки, со музиката? Па и со музиката, повеќе со музиката би било да речам, повеќе би бирала она што сакам јас да го изведувам, затоа што кога не си толку искусен и слушаш повеќе критики што ќе ти кажат каква песна ти лежи изведуваш, но меѓутоа сега да би се вратила наназад, би знаела јас дека одлуката ја носам јас затоа што изведувачот е тој што е главниот. Да, дали сега пак ги слушаш со работниците или повеќе својата визија? Секако дека ги слушам, но меѓутоа последниот збор е мој затоа што јас сум таа што ја изведува песната и ја дава емоцијата на целата песна. Во однос на техничкиот дел, не секогаш можам да го кажам последниот збор, она што не е можеби и мој домен. Меѓутоа ако овој сега, значи во овој момент ако финалната верзија на пример не ми се допаѓа, тогаш нема ни да излезе. Да, така е. Горда сум на себе затоа што успеав Затоа што успеав првично да се остварам како мајка, да станам доктор, да покажам дека покрај тоа што сите кажува дека ќе биде многу тешко и дека нема шанса да останам и во музиката и медицината, но јас го докажав спротивното, дека ако се сака, се може. Да, така е добра порака за сите оние кои што сакаат да работат повеќе работи, дека може сето тоа некако да се само вклопи. треба желба, треба упорност, да не многу ги повредува или да ги допира коментарите од страна, значи само да се следат својата визија и да бидат доследни на оно што сака да го исполнат. Да, упорноста, трудот, сето тоа е пресудно. Кога би можела да променам една работа во светот, тоа би било? Тоа би било да повеќе се врати блискоста помеѓу луѓето и повеќе да се сакат искреноста, затоа што се повеќе
односно се почесто и почесто наидуваме на луѓе кои што не имаат искреност и ја изгубили никако на човечка емпатија. Би сакала да се врати повеќе емпатијата кај луѓето, блискоста, љубовта, поврзаноста, затоа што мислам дека тоа е нешто најбитно, дека љубовта ги спојува сите. Да, можно ли е тоа да дојде пак тоа време да се врати некако таа блискост, емпатија? Што е потребно да се направи за да го вратиме тоа? Па мислам текот на времето тоа ќе го покаже, затоа што повеќе како што и ве разговарам нели со луѓе, на сите тоа им смета дека веќе не постои нели човек на кој што можеш да се довериш, да добиеш искрен совет, да си поразговараш. Мислам дека веќе сите ќе се измориме од тоа глумење, ставање маски на себе си. Мислам дека ќе се врати она повторно златно време, така наречено, на љубовта, и кога ќе сватиме дека можеби меѓу човечките односи се нешто најсвето и најубаво. Да се надеваме. Дека ќе се врати тоа време и секако да тргаме од себе си, нели? Секој да го дава максимумот, да се труди да биде подобар човек. Мора прво од себе си да тргнеме. Од себе си, јас секогаш се водам по тоа, не прави на другиот нешто што не сакаш ти да ти го направат. Тоа е најважно. Да, а имало ситуации кога тебе нешто ти направиле што ти не би им направила на истите луѓе? Доста често, да, тоа го имало доста често, меѓутоа тоа ме направило нели посилна и појака, поистрајна, претходно нели ми било поголема мана дека бев наивна и повеќе верував на луѓето, затоа што сигурно од дома јас сум советувана да бидам искрен човек, да помогнам онаму каде што можам, да не бидам себична, но меѓутоа гледам дека луѓето сето тоа го злоупотребуваат и не го ценат. Да, и тогаш наивноста веќе се намалува на некој начин. Да, искуствата не учат за многу работи. Сите твои песни носат некоја порака, и кога зборуваш се трудиш и на луѓето да им пренесеш пораки и своји искуства. Каква порака пак сакаше да пренесеш со новата песна Дај ми и околу инспирацијата и тие идеите, најдобро ќе ни кажеш ти? Така, Дај ми е моето нели последно парче, кое што беше од музиката и продукцијата на Кирил Зарлинов, односно Ерик Фокс, додека за текстот повторно е Робин Зимбаков, кој што овој пат ја опиша она што се соочуваат младите се повеќе со, да речем, дали една љубов кога започнува, така наречена љубов, дали е тоа нешто вистинско или повторно ќе остане на само една авантура. И го опишуваме тој страв во секој ден што се појавува, нели, дали ќе биде нели тоа како што кажа вистинското или дали повторно ќе биде нели нешто како авантура што ќе остане, па тука доаѓа нели чувствата на разочарување и така натака, и затоа што кажуваме дај ми надеж дека не сум луда, не сум само уште една забава за една ноќ. Тоа е тоа. Нешто современо што се случува помеѓу младите. Така го спомна и Ерик Фокс, со него веќе долго време соработувате. Колку време конкретно знаеш? Некаде 15. Од 2015 ние сме заедно, долги соработници. Ерик е човек кој што веќе добро ме познава, знае што сакам. Со него најдобро можам да работам на вакви стилови како што се модерен афро-хаус, кој што е доста сега актуелен стил. Прошлото лето нели извадивме исто така летна песна која што беше нели во исто хаус денс, ова е исто афро-хаус, така да тоа е тоа. Да, продолжуваш во тој стил. Сакаш и понатаму често да експериментираш со жанрови, со стилови? Па секако дека би сакала да експериментирам, затоа што мислам дека еден извидувач треба нели да експериментира со стиловите, меѓутоа не да секогаш да биде драстична промена, туку да се држи во некоја рамка, но меѓутоа и да не останува во таа комфорт зона, да кажеме дека ако на пример една песна успеала во тој стил, константно нели само да го следи тој стил и да мисли дека тоа е, да речем, начинот за успех, туку да се пронаоѓа и да експериментира, затоа што никогаш не се знае што може да се случи, односно која песна да биде хит, затоа што хитот го прават самите луѓе. Односно ако веќе луѓето ја прифатат песната и ако ја пеат, тогаш песната е хит. Да, што велат досега луѓето за Дај ми? Искрено, според она што можам да го слушнам, премногу се изненадени, затоа што вика нели ова што ги слушаме овие модерни афро-хаус хитови моментално, дека им е мило што еве може македонски артист да извади една таква песна во тој стил на македонски јазик. Да, така и видеозаписот е во тој стил некако летен, па каде се снимаше. Идејата е комплетно на Крсте Шупев, кој што заедно соработуваме за сите видеозаписи. Јас луѓето ги бирам по тоа што дали нели ми ја разбираат идејата и дали ми го разбираат како прво како личност, нели како може да разговараме, дали може нели да имаме една заедничка соработка или не.
во смисла ми го знае стилот, знае што сакам и тоа ми е нешто најбитно и поради тоа секогаш го бирам и него. Односно, кога ја завршивме предпоследната песна, тој ми кажа следниот спот обавезно, значи го правиме во када со орхидеи, раскошно, значи и вика со млеко, полно да биде, викам вау, Крста, викам од кај ги добиваш овие идеи, вика еве да ме слушаш, следната песна ќе биде тоа. И нормално кога беше веќе готово демото, му испратив и вика еве тоа гледаш, вика никако Господ не ги покупува, вика коцките, не ги мести како што треба и да бидат. Така да сите нели идеи беа на Крстев Шупев, се снимаше како што кажуваме на едно златно поле, со елементи нели на летни, мислам наистина на летни елементи, тука ни беше нели раскошот, односно прикажан преку орхидеите и така натака. Во самата песна нели е гостин и Бока Конга. Така. И неговите живи перкусии го дадоа тој шмек на летно нешто и сум комплетно задоволна од како тоа испадна. Твоја беше желбата да има и перкусионист? Да дојде и Бока Конга? Беше желбата на Ерик Фокс. Јас со Бока Конга присконо сум соработувала, сме оделе заедно на настап и така натака, но меѓутоа идејата сега доби Ерик, затоа што кога тој се направи нели самиот музиката, кажа дека му фалат живи перкусии, вика за тоа ќе биде Бока Конга, така да ќе го поканиме да ни биде гостин во самата песна и така и се случи самата соработка. Да, предлагам и да го погледнеме сега видеозаписот, да види публиката што е нас за што зборуваме, па ќе прокоментираме уште малку околу Дај ми. Со стори казам
Да, тоа беше видеозаписот за Дај ми, навистина делува интересно и изгледа онака како што сакаше и ти, како летен спот и летен хит. Што е оно што можеш да ни откриеш што се случуваше позади камерите, нешто интересно околу организирањето на спотот или снимањето? Знаеме дека секогаш нешто најинтересно, најсмешно се случува позади камерите. Искрено, имаше доста интересни настани во текот на снимањето, особено затоа што тој ден од Сабајле времето беше одлично, никаде температурите беа околу 35-36 степени. Најнаш кога јас тргнувам за некај локацијата каде што се снима спотот, се случува тотално невреме. Значи секаде врне и така натака, му звонам нели на Крсте, го прашувам на режисерот, викам Крсте, што правиме, викам, тоа ни беше единствен датум каде што и Бока Конга се наоѓаше во Скопје за да го снимаме спотот, локацијата е на отворено и тој ми вика доаѓај, не се секирај, вика Господ не сака, тука нема да заврне. Доколку добро го погледнете спотот, значи наоколу секаде невреме, значи врне само на нашата локација кај што ние го снимавме спотот, ни една капка не падна. Тоа беше, значи сите викаме колку е битно кога луѓето веруваат и кога имаат позитивна енергија. Така е, навистина е доказ. До крајот на спотот не служеше нели тоа. Јас си викам леле, викам само да не заврне затоа што толку не можеме веќе да го снимаме спотот и се одложува. Но меѓутоа ете сите тие сати додека го снимавме, не служеше времето, само имаше силен ветар. Се гледа тој на спотот дека доста дуваше и во позадина се гледа невреме, баш онака темно. Темно тоа, но меѓутоа еве кај нас баш на тоа само место немаше ни една капка дожд. Да. Дали тоа често ти се случувало во животот поради таа некоја позитивна енергија што ја имаш или луѓето со кои што си обкружена да се наместат коцките и се да излезе како што си сакала, како што си планирала? Да, сигурно сум дека многу луѓе нели кажале дека нели со овој човек кога се дружам ми е супер, ми е убаво, се чувствувам убаво, а додека пример има никогаш еве некои луѓе се чувствуваат дека на пример не ви одговарат во вашето друштво или после тоа нели имате околности кои што смитате дека е ради тоа, нели ради таа личност и така натака. Така да ќе сте доволно паметни да ги бирате луѓето со кои што мислите дека треба да бидат во вашиот живот. Да, особено и работата кога е во прашање и со работниците. Ти добро ги имаш избрано. Мене ми е најбитно значи да бидат лојални на самата работа, односно кога ќе се договориме тој датум, тој да биде датумот, односно нели ако има некој сплет на околности во кој што би се одложила таа работа, меѓутоа и временската рамка се запазува, односно ако се договориме во толку часот, ние сме дојдени таму за работа, за снимање, пропратни значи активности не дозволуваме, сме сите лојални на тоа и тоа многу ми се допаѓа. Да, посветеноста е битна. Дали мислиш дека и оние млади нови генерации се толку посветени кои што немаат толку искуство, кои што допрва почнуваат? Дали постои кај нив посветеноста, лојалноста, тие вредности дали се задржани според тебе во работата? Мислам дека нема тука да речам рамка, односно дали е млад или стар. Туку мислам дека тоа е до карактерот на човекот. Дека ако еден човек има таков карактер во кој што ќе сака нели да успее и знае што значи да се биде нели упорен во самата работа и да се биде како што кажувам педантен на некој начин. Да, педантен е добар збор. Значи тоа и ќе си го исполни тоа што го сака без разлика на возраста. Да, во однос пак на другите настапи и планови за годинава, што е оно што може да го очекуваме? Знаеме дека си позната и по фестивалите, па какви се сега твоите желби? За септември месец планирам нели нова песна со нов видеозапис. Песната е веќе готова, овие денови ја прослушувам последната верзија во студио. За фестивалите секогаш нели сакам да присуствувам на фестивалите затоа што тоа е еден поразличен настап од класичните настапи. Меѓутоа може да има едно изненадување, но тоа не го откривам. Да, инаку не би било изненадување. Добро, така. Тогаш кога ќе биде време, ќе дојдеш, ќе ни кажеш, ќе испромовираме и тогаш кога ќе има нешто ново кој ќе може да се објави веќе. Како реагираш кога ја слушаш дали ова, дали други песни на радио? Дали го појачуваш радиото, дали менуваш станица, како се чувствуваш во тие моменти, дали никогаш знаела да ти биде непријатно кога ќе си го слушнеш својот глас? Какво е твоето? Непријатно не, затоа што си ја сакам работата, го сакам тоа што го работам. Ако мене лично не ми се допаѓа песната, како што кажав, тогаш не можам да очекувам на другите да им се допадне. Сум човек кој што слуша гласна музика, особено во кола секогаш. Јас и пред да објавам песната една недела, мојата песна во кола значи на највисок тон.
да можам сите да ги слушнам манија кој ги има и после нели оди во етер. Да, колку имаш научено од сите претходни искуства низ годините, колку мислиш дека те сменила музиката и кариерата, твоите песни до ова што си ден денес? Па сигурно дека ме сменила, нели, односно сега повеќе си го учам стилот во кој што сакам, нели, да се појавувам, тоа да покажувам исто животни приказни кои што ги слушам во секојдневието. Секогаш текстот гледам да биде некој тематски, пред да се објави песната, секогаш го прашувам на Ровин дали имаш некој текст што би понудил, нели, за оваа музика, дали нешто што може да се вклопи. Ми се допаѓа што Ровин е човек кој што секогаш неговите текстови, не знам дали се нели автобиографски или не, меѓутоа се секогаш поука за некое животно искуство. Да, допираат до секого, нели, во секоја песна, ако не во секоја, барем во некоја ќе се пронајде секој од нас. Со тие песни, дали можеби ти си ги доживувала некогаш текстовите? Дали си се пронаоѓала кога си ја пеела песната во односи на својот живот? Би те излажала ако кажам дека додека снимаш песната не се поврзува со никое животно искуство, затоа што единствено така и можеш да ја доведи самата емоција, да може да допре до самата публика. Така да не дека би била автобиографска, но меѓутоа сигурно има некоја ситуација или случка во мојот живот со кој што во моментот би се поврзала за да доведам емоцијата таква каква што е. Да, си размислувала и за твои текстови лично ти да ги пишуваш? Сум размислувала, но меѓутоа за тоа ми треба повеќе време. Искрено ни дека не сум пробала. Сега на што еве можам да го правам во моментот е тоа што сум присутна од целиот мастеринг на песната. Претходно ни за тоа нема време, но меѓутоа сега си ги одбирам сама вокалите заедно, нели, со продуцентот. Мастерингот го правиме заедно и тоа ми е многу драго затоа што веќе сум дел од процесот на самата песна. Претходно ако бев нели само извидувач и ги само ги снима вокалите, сега сум присутна во целиот процес на самата песна. Да, колку време знаеш да поминеш во студио, во целата таа изработка и подготовка пред една да ви песна? кажам, тоа трае со месеци. Една песна за да излезе како што треба, некој мисли дека нели влегуваме во студио, снимаме, завршуваме, не, но меѓутоа сите ја преслушуваме долго време, повторно влегуваме, повторно снимаме, па не ни се свиѓа тоа, па повторно ја преслушуваме, така да за изработка на една песна е подолг процес, не е така како што луѓето мислат дека тоа се прави во една недела или еден месец. Да, повеќе месеци работа. А да речеме во текот на денот, колку часа најдолго си знаела да се? Па дозволува 4 до 5 часа максимум. Колку можам сега да одвојам. Да, а која преслушува прв песната пред да излезе од твоите блиски? Кој ти е најголем критичар? Моите родители. Искрено. Затоа што тие мајка ти од малино за твој критичар, како е првиот настап? Знае да препознае, има глас. Јас уствари го имам наследено нејзиниот глас. Она потекнува исто од музичка фамилија и она е првиот мој критичар и секогаш ќе ми каже ова ми се допаѓа, тоа не ми се допаѓа, исто така и мојот татко. И тие биле дел од цел мој процес, односно во музиката и ме довеле до ова кај што сум. Затоа што 6 години малку трпно ме носеле на сите настапи, па и тука во Скопје, затоа што знаеме времето претходно нели какво било тогаш и колку требало да се вложи за да дојдеме на Златно славече, детска Евровизија, по сите тие аудиции и така натака. Да. Тоа е веќе процес каде што треба навистина поддршка од родителите. И тие нели секако дека си имале своји да речам работни ангажмани, меѓутоа секогаш кога станувало збор за мене и за моите две сестри, одвојувале и секогаш знаеле да го испланираат времето и да ни помогнат да станеме она што сме денес. Да, дали и тие се занимавале нешто слично со музика, сакале во тие води да продолжат твоите сестри? Не, тие се да ти кажам медицинари, односно докторки, едната е гинеколог, другата е пулмолог, меѓутоа секогаш биле позади мене. Немало настап каде што не бил присутен некој од мојот член на семејството. Да, браво, така треба. Колку мислиш дека е клучна поддршката на родителите за било која професија, затоа што нели знаеме доколку ја нема таа поддршка, можеби некој дете ќе изгуби надеж, ќе изгуби волја за понатаму да се занимава со професијата што ја сака. Мислам дека е многу важно. Јас се гледам и по тоа што нели јас сум мајка и гледам кога можам да препознам нели зашто моите деца барем колку за толку покажуваат некој талент и знам колку значи кога јас ќе го охрабрам и како гледа и како добива како никоја сила, исто така тоа значило и за мене. Затоа што моите го препознале нели мојот талент и се направиле да ме да речам да ме провлечат во сите тие води.
Да. Колку и да било тоа тешко за нив во тие моменти. Да, да, и тука храброста се добива токму од таа поддршка од родителите. Точно, и можам да кажам дека мајка ми беше таа која што секогаш ме советуваше, затоа што сум имала нели коментари додека бев и на медицински факултет. Имав и коментари од страна на професори кои што ми кажувале дека ако си доктор не можеш да бидеш односно изведувач или да се занимаваш со нешто такво, дека медицината не го дозволува тоа, но мајка ми секогаш ми кажуваше: ти си надарена за тоа. Нешто што е дар од Бога, не може или ние да го сузбиеме. Тебе Господ нели ќе те прати во сето тоа, да си веруваш во тоа и ние сме тука позади тебе. Мислам дека нема понешто убаво од некој тоа да ти го каже. Така е. Така е, особено во исто време некој друг што те обесхрабрувал, баш во тој момент ти требало некој да те охрабри. Секогаш да не слушаш, ние сме тука позади тебе. Ти го имаш талентот, талентот е дар од Бога. Секој човек кој што знае дека нели дар од Бога што значи, би му било мило за тоа, а не би коментирал негативно за тоа. Да, дали ти оставиле трага, можеби белег некои такви коментари од професори, па да знаеш и можеби да се посомневаш во себе си, да размислиш дали да се откажеш? Во да се откажам никогаш. Не сум, но само било криво зашто не ми биле поддршка, туку зашто ми отежнувале целата таа работа. Тоа само сум се прашувала секогаш. Бидејќи, например, јас сум се ставала во нивни ситуации, сум кажувала кај пишува тоа правило, кај го има тоа правило, дека не можеш да бидеш доктор и не можеш да бидеш изведувач. Постои ли некаде некој што тоа го кажува дека не може? Ако самиот човек е способен за повеќе, нели, да има улоги во неговиот живот и ако не потврлува во ни едната ни во другата, тогаш кој некој друг да суди за тоа? Да, точно е. Друго е да трпи едната професија, да речеме, па тогаш да ти замерат, нели, доколку си потврлила, како што велиш, на факултет, да не се појавуваш на предавање или да имаш лоши оценки. Тоа е сосема друга приказна, па би имале зашто да ти замерат. Така. Но меѓутоа, видите, вие да имате предрасуди пред да го знаете човекот, тоа е многу лошо. Или од старт да кажете дека таа студентка не ви се допаѓа за тоа што пее, и тоа мислам дека е погрешно. Да, имало такви предрасуди. Како си се борела пак со тие предрасуди? Како си... Моите родители имале, се извинувам, таа најголема поддршка позади мене и ми кажувале дека воопшто не треба тоа да ме допира. Покажи ти што знаеш, научи го предметот како што знаеш, па другото ќе го сменат мислењето кога ќе те запознаат лично. Да, така е. Имало ли ситуации каде што го менувале мислењето луѓето за тебе? Каде што знаеле да признаат или да кажат дека сгрешиле, дека не биле во право? Има секако дека после тоа нели го сменале нивното мислење, но има и некои што се го задржале нивното мислење, дека стојат позади тоа, дека не оди заедно медицината и музиката. А има и професори кои што морам да ги пофалам, да ги поздравам, кои што и сега кога излезе новиот видеозапис, знаеле да ми дадат нели пофални критики во смисла дека се горди што може нели да имам такви две улоги во мојот живот, односно да бидам и на сцена и да бидам доктор. Да, ако те прашаат да избереш помеѓу тие две, да кажеш што повеќе сакаш? Не можам, искрено, затоа што не можам ни без едното, ни без другото. Од мала го сакав и микрофонот, а исто така и ја сакав и медицината, затоа што мајка ми цело време беше мојот омилен пациент. Секогаш ја лекував. Ако ме прашаше какви играчки сакаш, јас секогаш бирав некое медицинско нешто што би било што можам да ја лекувам неа, па ја запишував, па викав, па сега спи, ајде, па еве ти апче, еве ти тоа, така. Уште тогаш си вежбала. Да, од колку е наследи пак љубовта кон медицината? За музика кажа од мајка ти најмногу, но дали уште некој од твојата фамилија бил доктор? Па тоа беше, како што кажав, мојата најстара сестра, таа повлече прво ногата за медицинските води, односно таа кажа дека сака да оди на медицина факултет, па после тоа не викна ние да го посетиме медицинскиот факултет, неизменно каде што студираше и некако кај сите нас се вроди таа желба. Така, значи меѓу сестрите, но еве може и тоа никогаш сум размислувала дека тоа што нашите родители секогаш не учеле да бидеме хумани, да помагаме, да бидеме искрени и мислам дека и тоа можеби така некако сме се спојале и со таа професија, затоа што за да бидеш доктор пред се треба да бидеш човек, треба да бидеш хуман и треба да влезеш во кожата на самиот пациент, да се соживее со него за да можеш да го излекуваш. Да, има ли доктори што можеби си им замерила ета што немале толку, како што велиш ти, толку емпатија, што знаеле да бидат построги, подрски, имало ли и такви некои во твоето обкружување? Искрено да ви кажам, не сум се соочила со некои такви доктори, барем во моето обкружување. Јас знам колку сите ја сакаат својата работа
и колку значи да бидеш доктор, затоа што многу од луѓето не знаат дека да се биде доктор е, значи даваш голема жртва од себе си, односно од својот живот. Ние немаме одмор, ние 24/7 треба да одговориме на некој повик, односно ако некој побара помош од нас. Без разлика ние каде се наоѓаме, дали е тоа семина прослава, дали е тоа нешто што ни значи нас во животот, меѓутоа работата си е работа и е голема обврска. И не верувам дека некој доктор како така изгубил емпатијата, затоа што иначе како би го лекувал пациентот. Може би постојат такви луѓе, но сепак сметам дека позади тоа има некоја голема причина зашто е тоа така. А на крајот на криштата, значи пациентите се тие што го бираат докторот и го препознаваат и знаат каде треба да се лекуваат. Да. Така е, дали можеби кога ќе излезеш приватно со друштво знаат да бараат совети од тебе? Медицински. Секогаш. Знали понекогаш што товар да биде кога ете си доктор и да те прашуваат цело време. Да, кажи ми сега моментално, Иве, знаеш, на кожата ми се појави тоа, имам црвенило тоа, знаеш, ајде да ми предложиш некоја добра крема и така натаму, уствари на крајот целиот разговор се сведува за тоа. А ти си излегла можеби да прошеташ или да го одмориш мозокот, да се релаксираш? Ама тоа е нели дел од мојот живот, јас не го гледам така, баш ми убаво и да помогнам и да дадам совети, тоа е тоа. Да, не знае да iscrpi, да речеме, да те измори тој разговор за медицина. Добро, значи да вистина си посветена, па и така како што велиш, дури кога приватно би излегла, би зборувала за тоа. Так. Да. Без проблем. Паметиш ли некои анегдоти од твојата работа, дали како доктор или како нели пејачка на настап, има ли нешто интересно што е за споделување? Леле, имало, да. Например, не знам, кога сме настапувале со Ерик, имало доста такви настани. Например, се случило на сред настап да снима микрофонот батерии, но меѓутоа тоа никој нема да го примети. Јас и Ерик се соочиме со тоа. После тоа не знам дали неговиот компјутер ќе изгуби, например, нешто струја па бара тој. Имало доста анегдоти, меѓутоа тоа сме успеле толку вешто да го покриеме да никој тоа не го примети искрено. Да, тука е битно значи со кого соработуваш и колку добро те познава. Да, имало, например, кога сме патували за некои локации низ Македонија, да речем, не време ете така, па сме знаеле да се соочиме па да патуваме дури по 5 часа за да стигнеме безбедно дома и така натаму. Да, но тие моменти се паметатите. Се паметат, нормално и се животно искуство кое што не прави појаки и посилни. Да, така е. Бидејќи имаме уште неколку минути до крајот, би сакала да те прашам и околу претходните песни, да се навратиме и на оние други во кои што сакаш пораки да пренесеш, околу песната Небитен. Ќе го погледнеме и тој видеозапис, ќе се потсетиме и на таа песна. Па ете да не потсетиш малку околу соработката, тимот. Така. Небитен, значи беше една прекрасна балада која што беше на Панче Касапски, а текстот беше на Кристина Зимбакова, Марковски, продукцијата беше на Дуле Лут, повторно, и режисерот Крсте Шупев, кој што не го менувам, како што кажав, една одлична балада која што текстот покажува дека секој во животот нели може да се почувствува небитен за никого, но меѓутоа тоа е како што е едно животно искуство за да научиме да бидеме посилни, како што цело време апелира. Да, тоа беше балада и сега каде повеќе можеш да кажеш дека се пронаоѓаш, дали во балади или во оние брзи, динамични песни? Мене искрено лично баладите ми се омилени. Виолината е мојот инструмент, јас секогаш кога ќе слушнам виолина, виолончело или таков некој богат аранжман, јас буквално значи се топам и автоматски да би можела нели само такви песни да изведувам, би изведувала, но секогаш како што кажав треба да се експериментира, затоа што луѓето сака нели брзи песни, сакаме нели кога ќе отидеме на настап да ги забавуваме, но има делови од годината каде што мислам дека сите изведувачи ги планираме тие балади каде што може да ги промовираме. Да, има различни периоди. Летото е за побрзи, за подинамични песни, така е. Ти благодарам многу за ова гостување, навистина ми беше драго, би сакала повторно да се видиме за нешто ново, за некој нов ангажман, настап и за изненадувањето кое што го криеш се уште, но нормално затоа што нема да види некој изненадување. Благодарам и тебе повторно за поканата, ти благодарам што секогаш ми даваш простор да дискутираме за моите нови последни музички проекти и се надевам дека во скоро време ќе се видиме. Да, се надевам и јас, а вие, драги мои, останете на Сител, бидејќи ќе се потсетиме на уште една песна на Симона со видео запис Небитен, така што останете на Сител телевизија, имајте убав ден, а од мене довидување.
Престанав да те сонувам. Зарем мислиш ке плачам? Не биди луд. Среќен си, но не си тоа ти. Лошо баш се по мене ти стои. Тажно е што не те ни боли. Сега пак се лажам дека сум ти потребна. Да не постојам и да те мразам, да те оставам и не се враќам и да поверувам. Небите си дојди одисни, уште копнеам за да те вратам, да ме сонуваш и да ме сакаш, но те заборавам. Небите си не си тоа ти, пак да можев лесно да те мразам, после сонце се пак дожд допаѓа, чувствувам, еве иде зима. Некој пат ми фали таа тажна вистина. Ти на тронот, а јас долу, ништо посебна. Некој пат ми фали како лоша карма, како ти го лажам, премногу те сакам. Лошо вас се во мене ти стои.